Чао, директоре. Но сите Велешани Вулкови се потат рацете. Узбили се. Селјак еден, ја ти шишам тоа глад. Ајбе малце, Купаќов, извади го. Кој бе вика? Стојче. Брат, кај го најде овој? Оди човек у јавна куќа. Ти си тежок идиот. Ова е морбидно. Здраво живо народе, добре дојдовте во уште една виц битка. Денешен мој гостин или мој противник е човекот кој што секоја прилика ја користи да ме заебава дека живеам во Велес. Живее во Пинтија. Стефан Николовски решил да прави емисија. Човекот кој што најголемото достигнување во неговиот живот му е што Сара Мејс му е жена. Амбициозно дете вака, мора да ти кажам дека е еден од поамбициозните актери зашто шо се не проба. Неговата жена Сара Мејс неодамна извади нова песна. Се вика Убав е. Се чудам зошто никогаш нема напишано песна за него. Мислам дека не проба само у порно сцени да влезе, ама таму мислам дека и да сака да влезе нема да може да го примат од две причини. Прво заради тоа што Велес го збори дека бил многу ненадарен, а втората заради тоа што не ви ја кажам втората. Ја знаете она добра стара имаш фаца за на радио емисија да водиш. Него дури и од радио го избрка. Иначе Стефан Николовски уште нема дипломирано, а се пишува дека е актер. Еднаш Димитар веќе не можеше да издржи и ја замоли Сара и вика сонце моје, те молам, напиши еднаш песна за мене. А они така си се викаат сонце меѓу себе и Сара му рече окей, ќе напишам. Така настана хитот Врне. И познат е до душа. Знаеш кој го знаат? Го знае само вратана со фингерпринт за да влезе у студиово за да може да снима, толку е многу познат. Оваа виц битка нема да можеше овака добро да се овозможи без Бейкин Бред, Ананас, Моцарт и Нептун. И овие спонзори не ги најде Димитар. Јас ги најдов. Другар му е на Стефан Лазаров, не по линија на име, по линија на тоа дека Стефан Лазаров има толку многу спонзори, па нема кај да ги дава, мора на кај Стефан Николовски емисија да ги дава. Правилата во оваа виц битка нема да ви ги објаснам затоа што се преедноставни. Веќе ги знаете и сами. Драги мој, човекот кој што најдобро го работи зборот маркетинг, Димитар Атанасовски. Нека победи подобриот. Всички камери идат, ако сме спремни сите, ајде акција. Чекај, лаве. Ако барем еднаш си се насмеал на досегашните виц битки, стисни лайк, шер и сабскрајб. 3 секунди. Ајде, добре ми дојде. Добро те најдов, само на сите Велешани Вулкови се потат рацете. Не бе брат, се возбудиле. Одолото ти те видиме се возбудиле. Леле, а прва кај што се испотени раце ни направил здраво од Велес. Од Велес? Да. Ти со колку Велешани се знаеш, со сите. Од Кочо раце па на 7 души сме. Да. Слушај сега, значи не смееш да се смееш. Ајде. Узбили се. Радња има една што продава животни тука под зградата и комшикава секој сабајле така на лицкана дама убава и си се спрема она за на работа и излегува и на секој поминување папагалов што е надвор остае нара. И вика. И ова се врти овака, па прв ден го остава, втор ден истото, па мине овој и више не може да се нервира, влегува, се извинувам господине. Вашиот папагал кој што е надвор, кој бе вика? Стојче. Да, не знам како ви се вика, ама секој сабајле ми вика Абе не можеме, не е нормален, ме вика 100 пати го валам надвор, го не, извини, молим те извини. Добро вика, приберете го, не знам како. Третиот ден мине вој пак влегува, господине. Или направите нешто, или ќе ве пријавам полиција, има да лежите затвор сите. Он ме вреѓа мене секој сабајле. И овој тука збеснува, го зима папагало. Ќе видиш ти има го пика у црна боја цел, вака го прави он нара таков убав. Од разни бој цел црн станува и го става надвор, црн цел стои овака. Стојче и четвртото сабајле мине овој ќути. И она се сецне, се враќа назад, го гледа цел црн таков. И му га, а ќутиш сега? Ја не века кога сум у смокинг со кури разговарам. Го издржа 5 секунди. Ај нема да му го земам поено. Нема да му го земам поено. Многу глупице. Си биле два слона. Едниот бил многу крупен, онаков дебел, а на другиот мајка му била Велешанка и го крстила Стефан Николовски.
У шумата лавот паднал у дупка некоја, ама високо, 10 метри. И не може да излезе никако и си шета зајко и го гледа лавот доле. Лаве му вика, шо правиш? Абе, зајко вика, падна бе у матер, вика, ако можеш, најди некој, некако вика да излезам од тука. А најди некој, да излезеш. А синоќа през жирафите намо ми се кучиш. Клошар, ни почне тука се му да покам. Селјак еден, ја ти шишам тоа главата да си шишам кела, ушите еднаш да ти ги видам, бе, види се како си да ништо нежи. И лавицата да знаеш дека со тигарот се тропа, бе, клошар еден, бе. Сите мислиш дека те поштоат, никој не те сака, бе, мајму не. Абе, знаеш шо ќе ти направам? Ајде, бе, ела, маму, ајде, направи ми нешто. Овчар еден, глуп, па и крал се правиш на животот. Кој е крал, бе, сите тие жената ме, не знам, клошар еден и дека зборе се за лизго и паѓа доле. И лавот го гледа и вика, лаве, ако ми веруеш до овда ти си жирок. Заљубен пар се држат за раче и тажни така идат на доктор. И седнуваат кај докторот, вика, докторе, имаме сериозен проблем. И доктор вика, што е работа? Вика, пробуваме неколку пати да имаме дете, ама не може. И докторот ги гледа и вика, момци, ајбе не ме пети и мене, бе, жети све, бе. Чека, ова се рачуна под брк? Не, па да знаем дека е така. Ама не, знаеш, проблемот со глупите вицови шо и кога го знам ме хитнуе. Исто, пар, љубов исто се. Ама овој проблем има мажа, значи ја мава цело време, лупа, а не реагира, брат. Таква лежи, само му гледа, не реагираме, разбираш. И го фаќаат живците и оди на доктор, брат. Мојка доктор е вака и вака. Нешто не може да му помогне. Оди на психолог, психологот мојка нема како ти мама, брате, ја она не реагира, што да направам. И на крај алтернативна медицина наоѓа еден стар со брада. Мојка слушај, вика, што ќе направиш? Ќе земеш, вика, ливче бамбус. Добро? И ќе си земеш еден црнец. И ти, вика, да ја маваш. Чекај да го докажам. Го знам. Ти като ја маваш, црнецот ќе те лади со бамбусот, вика и ќе видиш. И мој вечер оди дома го носи црнецот, застане црнецот почне да лади, ова не реагира. И си изнервирува. Оди му, вика, мава, и ти вика, дај му бамбусот. Црнецот почне, вришти, корне, кубе. Гледаш како се лади воопште. Го знам. Идат дечко и девојка на плажа, на одмор, и се сунчаат на плажата, и дечко се врти на кај девојка да вика, ајбе малце, купаќов, извади го. Абе, дали си нормален, луѓе има околу нас, гледаат што ти е на тебе будало една. Добро бе, дај пешкиров, ќе се покриеме со пешкирот. Абе, како ќе се мрда пешкирот, ќе знаат сите што правиме диране. Добро бе, ај ако саш кидеме на оној островон што е онде ќе испливаме до таму малце само чисто да оседиш. И ова вика, као кидам до таму кај ја не знам да пливам. Вика, добро, ја ќе пливам грбно, ти фати се на него, вика, држи се и до таму. А за назад као ќе се вратам, бе? Брат, кај го најде овој? Vicovi.mk. Не си нормален. Оди човек у јавна куќа. Колку е, вика, една курва? 500 евра. Плаќа 500 евра. Вика, тоа е шо е, сега сум дошол до тука, се качуе горе. Опуштете се, вика, вие ќе дојде, вика, девојката. Он се соблекуе, се. Нагоре, надоле уште облечен. И влегува девојка и... Вујче? Ништо, Вујче, 500 евра платив.
Ти си тежок идиот. Ова е морбидно. Ова е морбидно. Ги фаќа трпе мајка му и татко му, како мајка му го дува на татко му. И вика, шо правите бе? И мајка му вика, ништо бе, му го издишувам стомаков цело време, гледаш дека му се дуе. Абе, мамо, џабе му го издишуваш, комшиката му го надувува секој сабајле, ти вика, џабе му го издишуваш навечер. Не го знаев. Си бил некој човек, имал многу голем кур. А многу дъткал, брат. Многу. И оди на доктор, вика, докторе, вика, ја имам проблем. Шо ти е му проблем? Вика, ја од дете, вика, не можам реченица да завршам, вика. Не знам до шо е. И докторов му прави испитување, крв, анализи, се живо и диво, и го вика по 2 дена. Вика, стигнаа резултатите, вака, вика, сега отворено ќе ти кажам. Многу голем кур имаш, вика. Знам. Вика, јеби ga, за да работи алатов, значи мора, вика, цела крв, вика, од мозокот ти се спушта доле, вика. И за тоа дъткаш, вика, не можеш да завршиш реченица. И Чаре, брату, операција, вика, да сечеме, вика, и тоа е тоа. Ти ќе си имаш пак, вика, нормална... Многу ти е голем. Ќе ти си имаш, вика, нормална дужина, се окей, ама мора да го скратиме. Докторе, вика, крати, вика, нема проблем. И легно е, го оперираат, му крати, се буди, иде докторов. Докторе, па ја, вика, зборувам, конечно, вика, не дъткам, веќе, фала ти многу да си жив и здрав. Ајде се гледаме, мине месец, 2, и ја го се враќа тажен по 2 месеци. Докторе, вика, се убаво, ја не дъткам, веќе, може да завршам реченица, вика, ама не е истиот. Не можам, вика, не го се соблекувам, не е истата должина, не можам пред жена да се соблечам, многу ми е, страф ми е, не сак. Слушни ме вака сега, те молам, вика, врати ми го, вика, тој должен ми го исече. Ако треба ќе продолжам да дъткам, само врати ми го. И докторот вика,